Таа порака воопшто не се разликува од пораките кои што јас ги давав во сите мои јавни настапи. Се работи за најголемиот инфраструктурен проект во историјата на нашата држава, не само на независна Македонија, туку и за време на Социјалистичка република Македонија ние таков инфраструктурен проект никогаш не сме имале. Тој е најголемиот инфраструктурен проект. Тој проект е донесен согласно со закон. Согласно закон пратениците имаат избрано проектот Коридорот 8 и Коридорот 10D да го гради најголемиот светски конзорциум американско-турскиот Бехтел и Енка. Процедурата е запазена согласно законот преку управувачки комитет, преку сите процедури и се работи за исклучително законски одработен проект со сите фази како што треба. Таа е пораката и на американската амбасадорка. Она што се случуваше во изминатиот период беше неаргументирано правење на хистерија против работата на владата од страна на опозицијата, бидејќи таму немаше ниту еден аргумент. Вие ако се вратите сега назад и ако погледнете што се изнаслушавме во текот на 30-40 дена, ќе гледате дека таму не постои ниту еден аргумент. Тоа се неаргументирани обвинувања. Веќе проектот е започнан со работа, веќе компанијата работи на екипирање, почна со геомеханички истражувања, веќе ги формираат своите тимови. Јас сметам дека во текот на летото ќе почнати физичките работи на терен и се работи на вистина за проект кој што ќе има 2% ефект позитивен на бруто домашниот производ, 8.000 работни места, 51% од финансиските средства според договорот ќе бидат направени преку македонски фирми, што значи дека ќе имаме изголемена вработеност и на крај ќе резултира со модерен аутопат кој што никогаш го немало, ниту помеѓу Прилеп и Битола имало, ниту до границата со Албанија, а ако погледнеме кои се најнеразвиените региони во државата, тогаш се токму најнеразвиени регионите кои што се наоѓаат на Коридорот 8. Североисточниот регион, регионот од каде што јас потекнувам, и југозападниот регион каде што ќе се прави Коридорот 8. Двата индустријски центри, Битола и Прилеп, никогаш меѓу нив не се направи аутопат. И да не заборавиме, веќе е направена рехабилитација комплетна на патот кај Плетвар, веќе се пробива и вториот тунел кај Фаришка клисура, каде што ќе има експресен пат, кој што Коридорот 10D го поврзува со Коридорот 10. Така се гради модерна држава. Модерна и успешна држава не се гради со блокади во собранието. 2 години само блокираат во собранието без аргументи.